Весна Мојсова Чепишевска, позната македонска литературна критичарка и професорка, пишуваше, сме го читале тоа, за творештвото на Живко Чинго, меѓу другото и за неговата апартна поетика и поетичко-иронична димензија на делата. А Живко Чинго е еден од најзначајните, меѓу топ 3 од значењето, да не ги навредиме другите, се разбира, македонски прозаисти, познат по својот уникатен стил кој често ги спојува елементите на магичниот реализам, иронијата и критичкото читање на стварноста, односно реалноста. Добра ли беше најавата? Се потрудив. Одлично, одлично. Се потрудив. Да. Па комплексен е Чинго, не може да го ставите така со едноставни зборови да го објасните. И не многу лесно се сваќа на прва. Да, така е. Одлично. Зошто кај вас се појави интересот за творештвото на Живко Чинго и кои аспекти ве фасцинира најмногу од неговото дело? Животно. Чинго е навистина има посебен стил. Ни по него не се појави некој што може да биде близок до она што го остави како поетика Чинго. Значи тоа е, можеме слободно да кажеме, една посебна Чингова поетика. Значи не е ова претерано кога ќе се каже, особено затоа што тој изгради еден свој книжевен топос или книжевен простор. Таа негова пасквелија колку што е реална, како што кажавте, значи тој е на границата секогаш помеѓу реалното и иреалното, помеѓу стварното и магичното, помеѓу јавето и сонот. Значи таа негова пасквелија колку што е реална, бидејќи тој ја сместува таму некаде во планините во близината на Охридското езеро. Да, Велбашти. Така, тоа е од неговото, значи така е, секако инспирацијата е од неговото родно место, меѓутоа истовремено е и книжевна една книжевна играрија, бидејќи тој е простор на некој наш претходник Пасквел, од кој што таа магична земја станува пасквелија и колку што е пасквелија врзана со поимот езерска земја, толку воопшто се проширува и на нивото на цела Македонија. Значи пасквелија може да се стави знак на еднаквост помеѓу пасквелија и Македонија, нешто што подоцна тоа го направи и Славко Јаневски со неговото Кукулино. Ама Живко Чинго е тој што создаде таква имагинарна книжевна татковина со многу колоритни ликови, со многу интересни настани и тоа мислам дека е предизвик за секој голем читател, стручен читател, бидејќи возбудува она што го кажува Чинго, сите оние приказни кои што ги помести, затоа што кога се појавува 1963-та со Пасквелија, со неговата збирка, таа е прва негова збирка, претходно објавува нешто во периодика, значи во тогашните книжевни списанија, но кога ќе се појави во 1963 со Пасквелија, тој навистина е едно ново, свежо име и една нова поетика. Добро, Чинго користи многу елементи на иронија, од она што можевме ние обичните читатели и студенти да го разбереме, го учевме и во основно и во средно и на факултет. Карневализација и гротеска користи, големата вода е еклатантен пример за тоа. Како тие стилски елементи му помагаа да ја пренесе социјалната критика или психолошката длабочина? 71 е големата вода во екот на развојот на југословенската држава, кога што многу луѓе, односно сите, не би ни помислиле да критикуваат, а камоли јавно да го прават тоа. Така. Чинго беше многу храбар, мора да кажеме, и понекогаш дури за некој тој звучеше дрско, да речеме, како тој од таа позиција можеше толку отворено да зборува, затоа што Чинговиот книжевен лик е лик кој што вели дека многу му било полесно за време на војната или пред војната да каже на која страна е, нели, затоа што се работи за Втора светска војна и знаеме, нели, кој е спроти нас, кој е непријателот, но што се случува со обичниот македонски селанец кога се соочува со таа колективизација, кога мора да ја предаде својата земја на колективот, на државата, кога се случува таа социализација, национализација, така, и кога тој мора да се откаже од она што е негов идентитет, бидејќи неговото јас, нели, јас на тој македонски селанец е директно врзан со почвата, со земјата. И Пасквелија ги покажува сите тие превривања против кого сум сега, за кого сум сега. Чинго многу отворено зборувал и за одредени недоразбирања во политичките врвови во тогашна Македонија и за таа поделеност на политичкиот врв.
Така што низ таа гротеска, низ тоа поигрување, една сериозна карневализација прави, знаете како толериран за чудо, толериран од сите страни. Толериран бидејќи во лице им кажувал Вистините. многу работи, вистината им ја кажувал, а книгите остана да сведочат за таа негова бунтовна природа, за тој негов бунтовен дух и затоа велам дека најинтересните ликови се токму од прозата на Чинго. Па Сквелија во тоа време многу брзо е преведена на српско-хрватски, 63 излегува, 65 излегува на српско-хрватски, после неколку години 68 и на албански, на српско-хрватски ја преведува Владо Урошевиќ, на албански Адем Гајтани, значи веќе добива една југословенска во тоа време, значи не е само македонска, критикувајќи да речеме ова општествено милје, македонското општествено милје и секако културното, но добива еден поширок одзив и од тој аспект бил еден немирен дух, многу менувал и работни места. Бил новинар. Да, бил новинар, тука бил точно во така, и бил и во македонската телевизија, но бил и професор во Охридската гимназија, бил долги години директор на драмата на Македонскиот народен театар, работел во Институтот за македонски фолклор Марко Цепенков. И дури мислам дека има доста големо познавање на македонскиот фолклор, бидејќи ова теза за Дедо Пасквел и Пасквелија некако ми е како еден вид како нешто што може да се стави во диалог на Цепенковата Силјанова идеја, односно идејата за Силјан Штркот, затоа што сите на некој начин сме излезени од тој Силјан Штркот. Марко Цепенков, Крсте Петков Мисирков и Живко Чинго, топ 3. Да. За мене. Сега за кој друг инаку сите подеднакво битни и важни. Така. Се работи за вкус. Да видиме слично на ова што го кажавте досега, зборува и вашата колешка Татјана Алексич од Раде Јовчевски Корчаген, професорката. Таа е во Белград, па ни испрати едно видео во кое што се обраќа за Живко Чинго. Да ја чуеме и видиме. Честитки за првонаградениот расказ на овогодишниот конкурс Живко Чинго 2025 година за најдобар расказ на колешката Дијана Петрова. Ме прашавте дали се работи Живко Чинго во гимназија, во средното училиште? Да, за среќа се работи. Се уште се работи Живко Чинго со романот Големата вода. Се надевам дека сребрените снегови не се стопени во основните училишта и тие сребрени снегови се уште се раскази кои што ги растат, некако ги созреваат нашите деца во основно училиште. Живко Чинго е еден исклучителен автор, романсер и предсе раскажувач, многу автентичен во начинот на пренесувањето на неговите креативни мисли во содржината на неговите дела и исклучително храбар интелектуалецот од Велоште и Охридско, затоа што пишува роман преку кој се критикува социјализмот, сталинизмот, комунизмот и таа една сосема погрешна идеологија, чии жртви се најбитните суштества на оваа планета, тоа се децата. И Големата вода е роман во кој што, освен што е модерен роман, каде што се преточува реализмот како негово литературно обележје, со многу факти и податоци историски, има доста фантазија и митски моменти, оно што го прави уште поинтересен и поинтригантен за читање, па некој знаеме со децата да ги најдеме некои гобелски елементи на фантазија во неговиот реализам, или на Херман Хесе преку романот Демјан да се најдат некои компаративни зближувања на главните ликови. И во секој случај нешто што не можеш да излезеш од гимназија без прочитан ваков роман. Оно што исклучително ме радува, што добивме брилјантна филмска верзија на романот Големата вода на Живко Чинго, преведува на многу јазици, омилен во Србија, значи се уште се чита во Србија, кога ќе го видам по книжаниците на српски превод, баш ми е драго. Тоа е филмот на Иво Трајков, Големата вода, исто име наслов и многу автентично доловен целиот филм, со исто брилјантна музика на Кирил Джајковски и наша одлична актерска екипа, со Мето Ивановски кој го глуми главниот лик Лем Никодиновски.
и е нешто што треба децата да го следат. За среќа имаме и други литературни дела кои се филмувани. И му текнало на некога го тргне Живко Чинго и Големата вода од задолжително дело за обработка па и за државна матура, кој што беше со црно семе, исто така брилјантни дела кои имаат своји филмски варијанти. Па кога сум веќе кај нели во асоциација за филм, би сакал и се надевам дека ќе доживеам да ги изгледам на филмското платно романите Пиреј на Петре Андреевски или Крпен живот на Стале Попов. Значи имаме една исклучителна литература, особено битна затоа што секогаш нашите писатели предци имале еден макотрпен период на пишување литературни дела на свој автентичен македонски јазик. Татјана Алексиќ секогаш искрена и отворена, секогаш екзактна, точна, кратка и јасна. Како според вас денешната македонска литература и денешните македонци го вреднуваат и го третираат делото на Чинго? Современите деца и млади, на кои што треба да им се остави светот, ние знаевме да слушаме во наше време. Современите деца и млади знаат да често да кажат не сакам да читам нешто или да знам за нешто што ќе ме заглави во минатото. Дали е тоа така и дали треба македонецот да си ја познава својата историја и да знае од каде доаѓа, кој е, што е и каков е? Ама еве, не сакам да се заглавам во нешто што ќе ме оддалечи од сегашноста или од мината, но приказната за Големата вода, еве што ја спомена и професорката Алексиќ, е приказна за деца без родители. Таа не е тема која што е затворена. Замислете во едно време кога се радувале сите на слободата и кога тие деца бидејќи останале поради војната без родители, така сираци, ние денеска се соочуваме со војните стравоти. Ви имате неколку жаришта во светот кои што утре ќе произведат такви деца без родители, ќе остават такви деца без родители. Зошто? Па и на нашиве простори се случуваше во недамнешно време. Така е. Затоа велам дека тогаш кога сите тие беа израдувани дека ќе добијат топол дом, грижа, љубов, разбирање во тие домови за сирачиња, всушност добиваат една сосема поинаква слика, една агресија, еден строг режим, кој што и така веќе скршените срца уште повеќе ги крши. Така што тоа е тема која што е вечна. Вие само го гледате контекстот кога е напишан, кога се случува ова што го кажа и професорката Алексиќ со Лем. Ама Лем може да биде било кое дете ако ние како возрастни и ако тие самите не го стават прстот на главата и не речат доста е, каде одиме во денешново време, со сите овие воени жаришта, со сите овие прекројувања. Така што Чинго може да биде многу популарен, само е работата како ние ќе го пласираме, како ние ќе го кажеме. И ова што го спомнавте, еве преку филмот, децата повеќе сакаат да гледаат визуелно, така? 2004 Иво Трајков, Големата вода. Можеме филмот да го гледаме, па потоа да дискутираме за темата од филмот, па потоа да отидеме на... Значи, по еден обратен редослед. Да, но друго е кога некој ќе ви презентира слика, а друго е кога мирисот на хартијата ќе ве натера сами да си ја представите сликата, нели? Ама денешните деца викаат дека обратно е, дека повеќе сакаат да го видат екранот прво. Сакаат брзо да живеат. Па потоа да го видат текстот, да го видат, да ги видат зборовите на хартија, мирисот, затоа што сега сме и во времето на дигиталните книги. И тие читаат доста дигитално, сега и тоа мораме да го почитуваме. Но велам дека е се до нашата страст како ние ќе го пренесеме Чинго и како ќе ја разбудиме страста кај нив. Ние си го сакаме Чинго, ама не треба сега само на нас, да го чувате љубоморно. Да, и само нашата љубов да остане. И затоа велам дека на пример Чинго на факултетот се предава во повеќе. Како реагираат студентите? Добро, тие се таму дојдени за тоа. Точно, тие се како реагираат? Чинго, особено Пасквелија им е многу возбудлив. Ме изненадува дека сепак еве во средното училиште порано сме ја читали Пасквелија, не само Големата вода. Затоа што Големата вода е роман на младештвото, да речеме, некаде за тинејџерите. Меѓутоа веќе Пасквелија е една сериозна проза, не значи дека не можат тинејџери да читаат, нели средношколци да читаат, но таа е веќе една сериозна проза која што ете ја немаме во
програмата. А Чинго треба да се чита и како автор за деца, преку еве Големата вода, Сребрените снегови. Во 61-ва, да, тој неговиот прв Така, роман, така. ама и да се чита и како автор за возрастни, но исто така да се чита бидејќи тој оставил и посхумно се објавени некои негови дела, меѓу кои меѓу последните Бабаџан, во кој што едно изобилство, една таква лексика, едни такви архаизми, на некој начин и го зачува и стариот јазик. И што почесто да се потсеќаме, односно потсетуваме на него и на сличните на него. Да не биде само по повод, нели, затоа што денеска сме по повод, денеска е, да речеме, еве, денот на неговата смрт, меѓутоа еве да се сетиме на 13 август, кога се родил Чинго, 35-та, оваа година 90 години изминуваат од неговото раѓање, и добро е што во контекст и професорката Алексич спомена, што сепак Окрит прави еве неколку повеќе години, го прави тој конкурс анонимен, значи под анонимно се конкурира, расказ, награда за расказ Живко Чинго. И што ете оваа година, како и минатата, доби една млада авторка, но истовремено и професорка во средно училиште. Ете го спојот. Весна Мојсова Чепишевска за Живко Чинго, истакнатиот македонски прозаист. Благодариме што одвоивте време ова утро. Следна прилика повторно сме заедно и повторно на тема македонизмот. Дака. Ви благодарам и за интересот на македонската радио Во секое време, затоа постоиме.